Корупција било ако се донел закон со кој што ќе се обештетени, тоест финансиски ќе се поддржат семејствата на загинатите и на повредените од Кочани. Законот кој што го предложивте вие, треба да знаете дека е спротивен на правниот поредок. На овој начин со донесување на ваков закон, вие нормализирате корупција. Со ваков предлог на закон ВМО се создава перверзен преседан. Законот не може да биде спротивен на уставот. Законот не е преседан. Ваков закон има донесено собранието за финансиска поддршка на загинатите во диво населје, закон за финансиска помош на луѓе кои што настрадале во трагедија, која што е предизвикана од државата, не може да биде перверзија. Тоа не исклучува кривичната одговорност и оштетата која што ќе им следи судската разврска. Ке се води овој случај многу време, пак имаат сите право на жалби, па апелации, 2 пати, па еднаш врховен и така натака, додека стане правосудна пресуда ќе помине 15-20 години. Тогаш ќе можат овие луѓе да бараат во граѓански спор да бараат оштети. Ова е интервентен закон кој што се носи заради санирање на некоја вонредна состојба. Одеднаш има многу засегнати фамилии, 250 повредени и 63 загинати. Тоа се 300 фамилии во град кој што брои 1000 фамилии. И ваков закон се носи секаде, секогаш, во секоја нормална држава. Корупцијата, Миле Левков, доаѓа од вашите редови. Корупција, знаеш што е Миле Левков? Кога пратеник влегува во таа дискотека без карта, пие без пари, има се паре без пари. Или во дискотеката или во кафичот. Тоа е корупцијата. Корупција е кога година и пол од твојата партија функционери се надлежни на ОВР Кочани и СВР Штип и сите заедно секој викенд се на забава во таа дискотека и не ја проверуваат дискотеката и не бараат дозвола за употреба на пиротехники и не прашуваат од каде пиротехниката од дискотеката и не ја ставаат пломбата тие од УЈП. Тоа е корупција, Миле. Вие ги криете тие што биле корумпирани.